Од едниот месец граѓаните преку 8 банки ќе можат да поднесуваат барања за кредити што ќе бидат субвенционирани со владиниот проект Купи куќа, купи стан. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески истакна дека сите 8 банки кои одговориле на јавниот повик доставиле понуди во рамки на предвидените услови 4,99% каматна стапка во првите 3 години и до 5,5% во четвртата и петата година. Тоа се НЛБ Тутунска банка, Стопанска банка, Охридска банка, Шпаркасе, ТТК банка, Алфа банка, Стопанска банка Битола и Прокредит банка. Со ова се создадени веќе условите за отпочнување на процесот на понатамошни активности, што подразбира Министерството за финансии веќе изготви акционен план со кој што се предвидува веќе при крајот на декември да почнеме со јавните објави во медиумите со кои што ќе ги информираме граѓаните за можностите за учество во овие стамбени кредити, односно кои банки се каде што ќе можат да ги поднесат барањата и кои документи ќе треба да ги поднесат. Некаде при крајот на јануари практично граѓаните би почнале со поднесување на барањата, значи ќе дозволиме еден добар период од барем 20 на 30 дена за сите граѓани да бидат адекватно информирани. Потоа следи процесот на поднесување на барањата до банките, разгледување на барањата од страна на банките и одобрување и некаде очекувам до крајот на март месец веќе да се потпишат првите стамбени кредити финансирани со проектот на владата Купи куќа, купи стан. Субвенционирањето ќе биде на два начина. Едниот со половина од месечната рата во првите 5 години од отплата, а вториот со половина од учеството потребно за добивање на кредитот. Разгледувањето и одобрувањето на барањата ќе го вршат единствено банките. Министерот истакна дека се уште е тешко да се предвиди колку апликации од граѓаните ќе има, бидејќи тоа зависи колку од нив ќе бидат заинтересирани за едниот или за другиот модел, затоа што трошоците се различни. Нашите очекувања се дека некаде меѓу 1500 и 2000-2500 можеби барања ќе бидат одобрени со средствата што засега се одобрени во буџетот, ако проектот се одвива според планираното и ако се види дека има извонреден интерес, тогаш при евентуално ребалансирање на средствата во буџетот повторно ќе доделиме дополнителни средства. Во текот на годината ќе има повеќе циклуси за барање кредити, 3 до 4 со крајни рокови. Базичните правила за учество остануваат исти. Цената на стамбениот простор не може да надминува 900 евра за метар квадратен, а вкупниот приход ако се работи за самец или за двајца брачни другари да не надминува 900 евра месечно. Одговарајќи на новинарски прашања, министерот изјави дека сите измени на буџетот за до година се доставени во Собранието на Република Македонија и додаде дека предложените амандмани се прифатени. Прифатени се амандманите нормално што беа предложени во Собранието и прифатени од страна на владата и нема некои покрупни други измени. Ставени се дополнителни средства само за изградба на трите моста кои што беа срушени од поплавите и минимални средства во некои буџетски корисници кои што беа идентификувани за уплата на одредени чланарини и слично, кои што во процесот на доусогласување беа идентификувани. Вкупниот износ на средства е незначителен во однос на буџетот. Министерот очекува Собранието утре да ги усвои измените на законот за експроприација, чија цел е да се обезбеди непречено извршување на работите од јавен интерес во делот на снабдувањето со топлинска енергија. Тој истакна дека доколку од било каква причина дојде до нарушување на процесот, државата мора да биде подготвена за непречено извршување на јавниот интерес, односно снабдување на граѓаните со топлинска енергија.